Цивил медија. После овој долг период, сепак 10 години не е краток период за една програма, можам да кажам дека Civica Mobilitas како програма на Швајцарската агенција за радиосоработка и на Швајцарската амбасада во Македонија, Северна Македонија сега, успеа да се на некој начин воздигне над она што беше вообичаено во слични програми, кои што има краток век на трајање или поддршка од донаторите, или пак не успеа да изградат свој идентитет како програма. Civica Mobilitas успеа да изгради свој идентитет, на некој начин стана бренд, што би се рекло, препознатлив како една програма која што има своји карактеристики и која се разликува во начинот на имплементирање, начинот на поддршка кон граѓанскиот сектор. И мислам дека тоа ја прави Civica Mobilitas посебна. Ако одиме подлабоко во разгледување на тоа што ја прави оваа програма посебна, може да кажем дека има неколку елементи. Едниот од нив е што Civica Mobilitas беше првата програма во нашата земја, а и во регионот, мислам дека, каде што ние дававме институционални грантови, кои што не се одредени за еден конкретен проект или конкретна тема, тука се дават на организации кои што покажале кредибилитет, зрелост или ентузијазам за нови организации, бидејќи ние сме давали на нови организации, не само така да речем докажани, тука и на што туку формирани, кои што имале ентузијазам и ние сме виделе потенцијал дека они може да направат нешто повеќе. Имаше неколку такви организации и со овој тип на грантови мислам дека ние внесовме еден нов начин на поддршка на граѓанскиот сектор во земјава и мислам дека тоа е забележано не само од невладиниот сектор, туку и од другите донатори и во последно време се зборува се повеќе и кај другите донатори да пристапат на тој начин на поддршка. Оно што го издвојува овој тип на поддршка е што им дава на организациите на подолгорочна сигурност во тоа што го работат, им дава поголема слобода да го прават тоа што највеќе сакат и најдобро знаат да го прават и им дава можност да ги следат резултатите на тоа што го работат. Бидејќи во граѓанскиот сектор, особено во владење на правото и па и во другите области кои што се во оваа сфера, времето од почетокот на акцијата до резултатите е подолго отколку што се претпоставуваше порано, да речеме, каде што имавме, зборувам за 90-те години, кога имавме 6-месечни проекти, па после долги дискусии имавме годишни проекти, што беше голем напредок. Меѓутоа, ако гледаме од аспект на остварување на резултатите кои што се предвидени во било кој од тие проекти, ќе видиме дека тие вообичаено се дуваат малку подоцна. И оваа програма која што им дава на организациите подлогорочна поддршка, не многу висока во смисла на финанси, туку временски подлогорочна сигурност и можност да ги следат резултатите од своето работење. И мислам дека тука се работи за таа разлика што ја прави оваа програма преку овој тип на грантови, но се разбира и другите грантови. И да, се разбира, има и други елементи. Еден од нив е тоа што Civica Mobilitas беше фокусирана на тоа да ја заекне врската помеѓу невладините организации и граѓаните, поддржувачите. Ние знаеме дека со години, зборам од почетокот на плурализмот кога почна развојот на граѓанскиот сектор кај нас, и тоа траеше можеби до скоро, не толку давно, граѓанските организации беа повеќе
ствртени кон донаторите. И они некои од нив се развија прилично добро, правеа прилично добри проекти, произведуваат дури некакви резултати кои што беа предвидени во тие проекти. Меѓутоа, ние гледавме дека нема допир до граѓаните. Значи, резултатите беа поздравувани донаторите, како и со право многу често, бидејќи имаше некои резултати кои што можат да бидат како основа за развој на земјата, доколку тие резултати беа прифатени од институциите и достапни до граѓаните. Но тоа не се случуваше, многу ретко случуваше, и затоа остануваше тој јаз, да речеме, или таа празнина помеѓу невладиниот сектор и граѓаните. И ние се обидевме тоа да го премостиме и првенствено преку институционалните грантови, но и преку другите грантови, мислам дека успеавме во доста голема мерка. Тоа го покажуваат и некои емпириски показатели за порастот на довербата кон граѓанските организации. И можам да кажам дека таа цел е во одредена мерка, прилично голема мерка, и е остварена или се остварува, бидејќи не постои крајен резултат, секогаш може да биде уште подобро. И како уште еден елемент во овој контекст, што ја прави Сивика посебна, е тоа што се гради еден однос каде што не само тие што добиваат грант во моментов, туку и тие што добиле некојаш грант, па и дури некои што не добиле никогаш, се поканети да учествуваат во активностите кои што се заеднички за сите невладини организации. И она што го гледаме ние и нашите имплементирачки партнери, НИДАС и Македонски центар за меѓународна соработка, можем да кажем дека се изненадувачки добри резултати, бидејќи гледаме дека организации кои што немаат никаков финансиски бенефит учествуваат на овие настани. Имаше така наречен Сивика фестивал, каде што они доаѓаат на свој трошок да презентираат пред граѓаните тоа што го работат. И на другите настани, како средбата за обмрежување на Сивика мобилитет, доаѓаат и организации кои што не се веќе грантисти. И тоа мислам дека е една посебна вредност на оваа програма и со тоа се ствара еден нов квалитет во граѓанскиот сектор, кој што ние го нарекуваме Сивика заедница. Тоа не е некој затворено општество, не знам што, туку се работи за еден символ, што се вика Сивика, и Сивика не е, тоа значи граѓанство, првенствено, а заедница, значи сите тие што сакаат да учествуваат и кои што ги прифаќаат тие некои основни вредности или постулати на тоа што представува Сивика мобилитет. И со тоа мислам дека оваа програма ствара шанси за долготрајност и за одржливост и после поддршката од швајцарската агенција за развој, односно швајцарската влада. Има и секако и други моменти на овие три, мислам дека ја права Сивика да биде препознатли бренд и кај граѓаните, мислам дека веќе и тие што не знаат многу, знаат дека постои граѓанска програма и се надам дека тоа ќе донесе еден позитивен дух и еден позитивен поттик за уште подобра соработка, поголема доверба помеѓу граѓаните и граѓанските организации, бидејќи граѓанските организации никнуваат и постојат за граѓаните. Значи тие не се некој проект на некого за нешто, туку тие се плод на интересот на граѓаните да ги решат своите проблеми или да промовираат нови вредности или да решават некакви проблеми и така натаму. И мислам дека тоа е еднината на граѓанскиот сектор кај нас. Цивил медија.